Добро утро уште еднаш или добар ден за сите оние ранобудници кои што се заедно со утринската нателма. Ни се случи она што го посакувавме, не знаевме дали ќе можеме со линк од овде, па ви снимивме прекрасни инсерти кои што може да ги видите. Заедно сме со еден филмолог од Кинотека на Македонија, тој е 16 години дел од Кинотеката, неговото име и презиме е Арсим Лесковица. Тој ќе ни каже само дел од она што сите ние, кои што, како велам јас, само дел ни покажа Арсим од она што го крие овде депото на Кинотеката на Македонија. Јас велам како дете кое што е за прв пат во зоолошка градина или како дете кое што за прв пат во депо на Македонија или депо на Кинотеката на Македонија. Арсим, имате прекрасна професија, морам да признам, и супер среќна сум што успеавме со линк да ги доловиме сите овие инсерти и да бидеме овде во едно од 5 депоа на Кинотеката на Македонија. Што се крие? Што се крие овде? Ви благодарам и ви се заблагодарувам за посетата. Овде се крие нашето национално аудиовизуелно наследство. Поготово еве сега во ова депо што е пред вас, ги пушивме во функција 2009 година се разбира со поддршка на Министерството за култура и која што ги исполнува, да речеме, сите светски стандарди на чување на едно филмско наследство. Во моментот се наоѓаме во просторијата на филмските ленти, Позитив филмски ленти. Континуирано ние се грижиме за чување, заштита, каталогизирање, обработка и промоција на филмската продукција или националниот фонд. Да не заборавиме да напомнеме за пошироката публика дека во депоата наши го имаме два најзначајни фондуса. Тоа е фондусот на браќата Манаки, како што знаеме од 1905 година. Истите тие материјали се дигитализирани, реставрирани и сега се стојат во нашето депо. Потоа е фондусот на Сифрит Миладинов, Македонија во слики, која што е снимена 1923 година и ги имаме оригиналните нитрат позитиви и нитрат негативи од фондусот на браќа Манаки. Депоата треба да ги исполнуваат условите за да функционират или да ја обавуваат нивната улога. Температурата треба да биде меѓу 4 и 6 степени, а влажноста треба да биде меѓу 40 и 60% влажност. Зошто е тоа така? Затоа што филмот си има своја болест, што се нарекува Винегар синдромот, или народно да кажеме, скиселува филмската лента и си има век на трајање. Но со вакви оптимални услови за чување, лентата нас ни овозможува да речеме најмалку 100 години живот. Да можеме тој филмски материјал да го гледаме ние после 100 години. Што да ви речем? Сакав да кажам во другите депоа, нели, кои што од другите 4 да речеме делови, што се чува се? Во другите 4 делови овде сме во долгометражните играни филмови Позитив филмски ленти, потоа имаме краткометражни играни филмови, па после имаме негатив филмски ленти и на крај ги чуваме, значи, како што рековме, двата најзначајни фондуса, кои што сме ги оделиле заедно, браќата Манаки и Сифрит Миладинов. Процесот, како изгледа процесот? Еве ми рековте, таа дигитализација започната некаде 2011, не дека и немало начин на чување и пред тоа, но не во вакви услови, се надевам. Не во вакви услови. Значи, напомнавме и порано дека со овој начин на чување на филмските материјали ние започнавме во 2009 година, а се преселивме од просториите на Македонска радиотелевизија 2005 година. Ги пуштиме во употреба таа година, одма после 2 години, 2011, ние започнаме континуирано да се грижиме за нашата домашна продукција. Почнувајќи од не само дигитализација, туку реставрација на тој филмски материјал, со цел да се има што повеќе достапност на публиката која што сака да ги гледа тие филмови, за истражувачите, за студентите, за сите кои што сака да се навратат нели во историјата и да гледат како била нашата земја, да речеме, пред 100 години. Така е, да. Сега, кога сме кај таа реставрација? Видовме еден дел тамо, го посетивме Зуки, нели, во една од овде во депото. Да. Што е неговата улога? Што тој прави? Нели, имаме 35 милиметарски ленти, имаме 16, така, 16 милиметарски ленти. Што е разликата? Што е вашата улога потоа? Зуки нешто прави, па потоа вие треба тоа да го прегледате, колку што слушнав тука. Што, како да работите? Во просторијата каде што бевме,
Колеката значи прави техничко отстранување на проблемите во филмската лента. Ако има пукнатина на перфорацијата, ако има, да кажеме, некоја друг технички проблем, да се сменат старите лепенки на филмската лента, да се става филмот на старт ако е спремен за проекција во киносалата, а потоа филмолозите имат за задача да го гледат на филмската маса, тоа се вика пикерска маса, пикирање на филмската лента. Ние се служиме со некои чудни термини што се сврзани за нашата професија, после филмолозите имат за улога да ја земат тој филмски материјал, да го обработуваат, да гледат да нема случајно декомпозиција на колорот, да нема модулација на тонот, сето тоа да се провери убаво, да се вади содржината и на тој начин се штити, да речеме, филмската лента. Зошто носите не баш бел мантил? Не носам баш бел мантил затоа што нашата работа е пиплива, манипулираме со филмските ленти кои што во себе имаат прашина и ние во негување на таа филмска лента мантилот, значи, од бел станува црн. Така, кога е забавно интересно и што се треба да направиш, што направи Арсен во својот живот за 16 години да му го посвети на македонскиот и не само на македонскиот филм? Знаете, јас овде се вработив како дете. Имав голема среќа што од постарите колеги го научив занаето, да речеме, па потоа, знаете, 16 години да се посветиш на филмот, тоа значи дека филмот не те остава лесно да бегаш од него. Јас се употребувам некоја реченица која што велам нема ништо попостојано отколку привремена работа со филмот. Некои што имат свое, да кажам, хоби, на нас не е професија филмот. Да. Што ви е се професија всушност? Гледање филмови ви е професија? Професијата наша добро може да наликува само да гледаме филмови, но нашата професија е пред се да се има голем сенс за филмското наследство. Филмолозите според нивниот и статутарна должност треба да прибираат, да чуваат, да заштитат, обработат, каталогизираат и промовираат филмското опус кај нас, режисерите, сценаристите, сите кои што се дел од едно филмско дело. Филмовите да се промовираат, ние нашите филмови ги имаме промовирано низ, да речам, повеќе земји на светот. Еве јас лично имав, да кажам, многу убава можност, искуство, еве да ги промовираме нашите филмови, да речеме опусот на Столе Попов, Кирил Ценевски и други помлади автори на нашата кинематографија во Тирана, во Приштина, и навистина имаме со што да се пофалиме и чуваме и други адути. Не им покажуваме се одеднаш, за да гледат дека навистина кај нас има добри филмови и имаме со што да се гордееме. Дали може некој кој што сака да го зирне ова да дојде и да посака да го види ова како ние со нашата камера, или сепак е ова затворено за јавност? И така, значи, ние сме среќни кога доаѓаат и не посетуваат. Ние постоиме за публиката. Знаете, да имате некое благо, а да не им го пружите на луѓево. Исто како да го немате. Исто е како да го немаме. Затоа ние сме отворени, еве имаме нашата киносала, каде што имаме редовна програма, каде што редовно ги прикажуваме филмовите. Имаме можност во таа киносала да ги гледаме и, да речам, и другите регионални продукции и пошироко европските, па и светските кинематографии. И секако дека секој кој што пројавува желба да види што работиме, како се чува едно филмско наследство, затоа што видите филмската лента е сепак еден историски документ, како што се тие пишуваните, да кажам, документи црно на бело, како што се сликите по архивите, така кинотеките имаат за цел, задача да се грижат, да чуваат филмското аудиовизуелно наследство. И околу фремовите, како беше на 24-25, се бркаме никаде, така? Па се бркаме, значи филмската лента се состои од сликички, 24 сликички или фреймови, треба да проаѓаат низ проекторот, низ светлото на проекторот, за да се прикажува едно движење на филмското платно. А како што знам, имам прочитано во теоријата на филмовите, во телевизиите треба да помина 25 сликички наместо 24. 25 наши движења за да се покаже некоја. 20, да, така е во телевизиите, е тој начин на
на работа, 25 сликички, едно движење, додека кај филмската лента е 24. Ние постојано зборивме за филмската лента, но сега се знае, значи во поновата продукција се снимаат филмовите на некој друг носач, тоа се дигиталните носачи, што не употребуваат веќе филмска лента, и ние имаме посебно депо, кое што еве во некоја наредна прилика ќе имаме можност да го отвориме и тоа депо, тој трезор, тоа наше благо, да видиме како се чуваат дигиталните филмови, филмовите снимени на дигитален носач. Сега морам да ве прашам, што по 100 години, кога тие ќе остарат, да речеме, во оваа дигитализација, што се мисли за потоа, што ќе биде потоа? Или има некои нови начини на чување тогаш, можеби? 100 години од сега не е мала работа. Значи, не можам да ви ветувам јас како филмолог, не можам да ви ветувам дигиталните носачи како ќе бидат после 100 години, затоа што, знаете, технологиите постојано мигрираат, се надоградуваат, имат некој апдейт. Јас сепак, значи, ви кажувам за филмската лента, која што ја гледам, која што е пиплива, која што има внатре сликичка и ако се нудат соодветни услови, но сега добро, велат помладите режисери дека знаеш, полесно е манипулацијата со дигиталните, да кажам, дигиталното снимање, но колку тоа ветува живот на филмот после 100 години, верувајте, тоа не може да ви го ветуваат ни најголемите, да кажам, професионалци што се занимаваат со овој вид на снимање. Ние сепак даваме свој придонес, наслонувајќи се на некои светски стандарди, начини на чување, имаме некој бекап на материјаливе и се надеваме дека... Кога сме кај бекапот не кажавме само тоа. Како има, колку има фонд овде и во колку копии се чуваат? Во овие депоа кај што сме сега има 6000 наслови, тоа може впрочем да го видите и во нашата интернет страница kinoteka.mk, 6000 наслови на филмови со по 16000 копии од истите тие наслови. 16000 копии, затоа што имаме извор на филмска лента, потоа имаме и филмска лента која што ни служи како да речеме за после повторно ако има некоја оштета на изворот, да имаме значи другата копија за се со цел да не се изгуби филмскиот материјал. И за крај, зошто овде кога нели кога снимавме инсертите се договоривме обајцата дека омилен ни е Срекна нова 49-та и кога сме кај тоа каков е тој филм на Столе Попов всушност многу кусо само, каков е авторски, така рековте авторски филм или каков? Знаете, сега не би издвоил само едно име. Значи имаме големи режисери на нашата кинематографија, големи имиња кои што се докажани со нивните дела. Јас, да речам, еве промовирањето во Тирана го направив со Срекна нова 49-та и отворивме неделата со филмот на Милчо Манчевски Пред дождот, кој што има освоено Златен лав и без да заборавиме и на помладите режисери кои што и тие си даваат свој придонес. Јас не зборувам за тоа, зборувам за тоа дека што значи тоа, нели кога ќе посакате филм да го гледате еднаш, па уште еднаш, па 101, тоа е нешто што треба да ви даде нели образ или не знам да зборувам или за тоа или сепак е тоа субјективен став? Па може да и субјективен став, но не би рекол само субјективен, ве Срекна нова кога веќе ја спомнавте, мене ми се допаѓа многу како филм. Ги имам гледано и документарците на нашиот реномиран режисер Столе Попов, Оган, Дае, кои што имаат освоено исто така награди и се разбира тој целиот опус ние го имаме дигитализирано и опусот на Столе Попов и опусот на Кирил Ценевски ги имаме сите тие дигитализирано, ги имаме на носач кој што може да биде достапно за пошироката публика, ги имаме направено на буклети со кратката содржина, со сите салтанати, да речем. Ето така. Така, Ртем ви благодарам за ова прво искуство наше, телевизиско како утринска на Телма, што ни отворивте врати кои што не се отвараат често, или и може да ги поканиме гледачите, или да им кажеме дека, да бидат сигурни дека македонското наследство или барем дел од него за кое што сте вие овде одговорни, се чува на безбедно. 4 до 6 степени, така треба да биде? 4 до 6 степени треба да биде температурата, оптимална за чување на филмската лента, заснивајќи се на светските стандарди, пошто ние сме член како кинотека и на ФИАФ, организацијата светска за чување. А влажноста на воздухот? А влажноста треба да биде помеѓу 40 и 60, имаме внатре апарат кој што ја собира таа влажност и повторно се заменува со значи се празни кофата со вода, повторно се, значи треба перманентно, континуирано
чување и следење на целиот на 24 часове надзор на целиот овој ладилен систем. Да речем. Ете, насигурно е се, а вие бујрум во кинотека да видите што се крие таа.